неефикасноста на Ленче. Тоа е факт непобитен. А сега субјективното. Сакате да ви ги кажувам вечерва, имаме простор? немаме време. Не, методите на Катица, на Ленче Ристевска, кога е во прашање Панчевски, кога е во прашање политичарите од ВМРО ДПМН, како се малтретирани, уценувани. Двојца адвокати го знаат тоа. Нека ми извинат, ќе испомнам Дрангов и оној првиот адвокат на Груевски, Додовски, кој беше и председател на адвокатската комора, како размислувале да се иселат од државата, како ги уценувале тројката. Катица, Ленче, Лиле Стефановска. Еве им шанса, нека ме тужат, ја ги имам документите од искази на луѓе кои им велеле дадајте ваква изјава дека не сте дале пари во ВМРО ДПМН, инаку син ти ќе оде од работа, овој ќе оде. Извинете, тоа не е јавен новинител. Премногу американски филмови гледале. Проблемот е што мислам дека оние кои што гласно зборуваат против дискриминација на некој начин промовира дискриминација. Зошто? Заради тоа што доколку се полага на албански јазик, дали е лекарски, дали е правосуден, а постапките при тоа знаеме дека се водат на македонски јазик, тоа значи дека самите студенти или самите луѓе се стават во подредена позиција во однос на сите оние кои што го познаваат доволно македонскиот јазик. Така што сите тие што протестирале вчера, со најдобра намера, еве не навлегувам на мерите, дали било федерализација, не, да се задржиме чисто на практичниот аспект, не сакајки се хендикепираат самите. Сите работи ги се не од држава. Почитува македонското. Уште се работија, бизнисот им цвета, кризава не ги зафаќа, они до тоа стигна на кој јазик ќе го полагаат правосудниот испит. А тоа ме иритира со знамињата и не би сакал воопшто да коментирам. Скандирање имаше. Знаете, ми наречуваат како е бугарски издружени овде, кои сака да влезат во уставот, а не признаваат државата во која живеат. Не само државата, туку народот не го признаваат, така и овие.